Се надеваме дека законот ќе биде усвоен до крајот на овој месец. Не влие на одложувањето на пописот законот, меѓутоа почнуваат летни одмори, да избегнеме евентуалното пролонгирање на усвојувањето за септември ќе биде доцна. Тогаш веќе ќе биде доцна. Инаку ако до крајот на месец се донесе овој закон, апсолутно нема никаков проблем за реализација на пописот. Ако се одложи за август, септември? Ќе реагираме тогаш кога ќе знаеме таква информација. Во принцип не е опасно, бидејќи не спречува нас во ниеден момент да се ги спроведуваме. Ќе имаме проблем со набавките кои што треба да ги вршиме, бидејќи треба да имаме буџет за такво нешто. Тука е главниот проблем, оно што не врзува со законот. Дали евентуално предвремени избори ќе одложи да се пред 2020? Ако тие предвремени избори бидат еден месец пред или после пописот, тогаш најверојатно да. Во секој друг период нема да влијат воопшто. Ако бидат оваа година, Нема да влијат. Не би требало. Не би требало. Меѓутоа, знаете што, ние не можеме да гатаме во Грачине дали ќе има предвремени избори. Значи, ние се раководевме при дефинирање на терминот од редовните постапки. Имавме оваа година претседателски избори, до година во декември имаме парламентарни избори. Ова беше простор кај што измеѓу, кај што нема изборна кампања, кај што не може пописот да се злоупотреби во изборната кампања и обратно кампањата во пописот. Законот за попис ја следи целокупната многу повеќе од она што значи постапка при носење на закон. Значи, ние во информирање на јавноста тргнавме уште пред година и половина и повеќе. Отворивме и званично јавна расправа, која што некаде кон средината на минатата година започна. Имавме дебати со целни групи. Вие, како медиуми, исто така бевте една целна група, имавме доста богата јавна дебата, имавме дебати со научниот сектор, со невладиниот сектор, со think tank организации кои што спроведуваат истражувања на терен и слично. Требаше да имаме, но не по наша вина, немавме дебата и со пратеничките групи. Тие тогаш дали не можели, што ли беше, не знам причината која не можам да ви одговорам директно. Меѓутоа, постојано бевме во јавност. Законот за попис во ноември месец беше ставен на увид на јавноста, на ЕНЕР. Ако не се лажам, 40 дена беше на ЕНЕР страницата, немавме никаква забелешка. Во писмена форма име дадени на политичките представници во парламентот, немавме никаква реакција и вчера навистина ме зачуди од еднаш таквата реакција. Се изнесува многу лажни вести. Особено е проблематично што поради таквите лажни вести повикуваат на бојка, нешто што не сме да се случи. Што би било катастрофа не за нашата институција, не за пописот, за државата би било катастрофа. Дали има ваков случај во некоја друга држава партија да публикува бојкот на граѓаните подписи? Јас не сум сретнал, не знам. Стана мода изјава дека таквата работа, меѓутоа е тоа катастрофална работа. Пописот ќе биде, ќе се спроведе до година, почнувајќи од 1 април и сега за сега нема никакви пречки тој да не се спроведе. Можноста нашите државјани кои се наоѓаат надвор од земјата повеќе од година на дена да бидат дел од пописот не е исклучена, ниту било кога била исклучена. Ние, за жал, во 2002 и во 2011 со законот за попис не дадовме можност овие лица да бидат евидентирани. Меѓутоа, нивното попишување не значи автоматски дека тие ќе бидат дел и од онаа најбитна категорија во пописот, така наречено вкупно или резидентно население. Не мора да бидат физички тука, нити било кога морало да бидат физички тука. Ние ќе имаме можност, ќе им дадеме можност на овие лица сами да се попишат преку посебна веб апликација, која што ќе биде достапна од 1 март, значи месец дена пред главниот попис и ќе биде отворена заклучно со завршувањето на сите пописни активности, односно до 30 или 31, како го доаѓа? 31 април. 31 април. Даваме уште една можност во текот на главниот попис, нивните блиски роднини кои што имаат сознание за нивните податоци, кои што ги знаат најдобро нивните податоци, да дадат податоци за овие лица. При тоа, заради веродостојност, заради избегнување било какви инсинуации, тоа лице што ќе дава податоци, исто така од него взимаме матичен број. Нема никаква можност за двојно попишување, заради тоа што после завршување на секако ќе има двојно попишување и тука во Македонија. Например, студент што студира е од Битола, студира во Скопје. Тој ќе се попишува и тука и во Битола, може домаќинството, семејството да го попишува. Но после пописот
нормално базата на податоците се чисти. Ќе се определи каде лицето што се попишало 2 пати ќе биде резидентно, во која општина, дали ќе биде во Скопје и дали ќе биде или во Битола. Тоа нормално со методологијата точно се определува каде тоа лице ќе биде. Ние сме веќе во фаза на реализација на пробниот попис, се уште правиме некои технички подготовки, односно проверки на апликативното решение кое што за пописот бидејќи ќе оди по електронски пат попишувањето. Во среда е закажана обука за луѓето што ќе идат на терен, во петок веќе сме на терен. Ние нема да објавуваме податоци од пробниот попис, тоа е тестирање. Значи, целта, ќе имаме и друг пробен попис, уште еднаш, некаде октомври или во ноември, пак некои технички карактеристики на апликацијата ќе проверуваме. Тоа се технички работи, технички проверки,